Директно со Прва Скопска. Не само на општина Центар, туку во секоја општина треба да има човек кој што ќе биде добар менаџер, кој што ќе знае да ги сплоти и вработените, кој што ќе има одличен однос и со жителите, ќе ги слуша нивните и почитува нивните барања, предлози, истите ќе ги реализира заедно со советот, советничките групи, но и со тимот на вработени во секоја општина. Треба да биде чесен, одговорен, работлив и посветен во тоа што треба да го реализира заедно со својот тим во интерес на граѓаните. Недозволиво е тоа што се случувало во минатото, да во рок од недела дена се носат десетици дупови, каде што граѓаните не биле информирани, не биле запознаени, но не биле ни прашани за тоа како да се донесат истите дупови во деловите кај што живеат. Нешто што е изменето изминатите години и недозволиво за ниедна општина, но ни прави проблем поради тоа што тој рез што е направен во минатото многу тешко се подобрува. Имаме голем број на згради кои што се направени без паркинг места. Имаме голем број на маркици кои што се нацртани според мене кај што не треба да бидат нацртани во тој збиен формат и во таа голема бројка. И во голема понекаде и катност. Сето тоа што се правило во минатото, ни треба многу време да го оправиме, иако изминатите години се трудиме целосно да приносење на новите дупови целосно ги информираме граѓаните и тие траат по неколку месеци, каде преку јавни анкети и повици имаат можност да направат увид во планот што се планира да се донесе на одредена подрачје и територија на општината, за да не се случува тоа што се случува денеска. За жал, не толку брзо се носат самите дупови, имаме неколку филтри и чекори за да се донесе дупот и тоа временски трае. Иако законот вели дека истиот треба да се донесе во рок од 18 месеци, сите дупови се носат многу подолго, без разлика на нивната големина, број на парцели и слично. Потребно е повеќе време, поради тоа што се игра пинг-понг меѓу институциите, од кој ќе се нацрта еден дуп, односно кога се избере планерска куќа од страна на општината, се црта дупот, се усогласува заедно со службите во општината, оди во градот Скопје, со новите законски измени повторно се враќа во општината, па оди на совет, доколку има одредени забелешки се коригираат, па се враќаат во градот, па да даде зелено светло, па на совет, па потоа оди во Министерството за транспорт и врски и завршно повторно на совет. И тоа е малце подолг временски период, кој што се губи меѓуинституционално. Се губи време при цртање на дуповите од страна на планерските куќи и во делот на информирање на граѓаните и правење целосен увид и давање своји мислења и барања во однос на одредени нивни приватни површини или маркици. При разговори со амбасадори од други држави, каде што мандатот на градоначалникот е многу поголем, односно 5-6 години, и не случајно е тоа така направено во одредени европски држави. А од тоа што го увидов, потребно е подолг временски период за да сето тоа што ќе се вети во делот на капитални проекти се реализира во целост. Ние од ветените проекти поголемиот дел го имаме реализирано, но за дел изгубивме многу време и енергија за да добиеме одредени земјишта за да отпочнеме со проектирање и планирање и изведба на одредени поголеми капитални проекти кои што и чинат многу. Во делот на малите проекти, тие навремено се реализираат по програми, се одвојуваат буџетски средства, но кога станува збор за поголеми проекти, ќе го посочам и проектот нова општинска зграда, кој што беше планиран и во претходниот мандат, изгубивме 2,5 години за да го добиеме земјиштето во владение и да биде на општината, за да можеме да отпочнеме да правиме идејни решенија и проекти за реализација и отпочнување на таков поголем капитален проект кој што чини многу средства.
Јас сум задоволен од сите она што заедно го направивме, јас, мојот тим на луѓе во општината, но и со давање на зелено светло од страна на Советот и од сите советнички групи кои што учествуваат во самиот Совет во општина Центар. Градинката Пролет е еден голем капитален проект за кој сум искрено горд и им симнувам капа и на целиот тим кој што беше вклучен за реализација на овој капитален проект. Пред да почне интервјуто бе во посета на нашата сала работнички, која што во теке целосната реконструкција на истата. Го оформивме предпријатието Енергија Центар, прво предпријатие во државата за производство и продажба на електрична енергија, доградба на и овозможување на зголемување на капацитетите во училиштето Коле Неделковски и голем број на улици, зелени појаси кои што се во интерес на граѓаните. И ред други проекти кои што секојдневно ги реализираме и завршуваме. Некои сега ќе ги отпочнеме. Имаме најдобри услови во сите градинки на територијата на општина Центар. Имаме 3 клонови со 12, односно вкупно 12 објекти во интерес на нашите најмали жители во општината и во тој дел водиме голема сметка и инвестираме доста финансиски средства да имат што подобри услови за учење и развој. Имаме повеќе проекти во делот и на зеленилото. Во моментов во завршна фаза е преку платформата ГИС зелениот регистар кој што се подготвува. До сега се мапирани 10.000 садници на територијата на општина Центар, кој што може да влезете во самиот ГИС и да ги видите сите оние садници кои што се на територијата, односно со слика излегуваат сите дрва кои што се на територијата на општината. Имаме уште 30% во делот на мапирањето за да завршиме самиот проект. Преку платформата ГИС која што цело време ја развиваме и надополнуваме истата, имаме можност од оваа година и да се аплицира за прво деленчиња. Самите родители им го овозможуваме, им ги подобруваме условите, скратуваме времето за губење во делот на поднесување на документација. Целосен увид на сите дупови, вадење на истите. Има уште многу можности кои што ќе ги надополнуваме за подобрување на самиот овој проект. Во делот на субвенциите од година во година ги зголемуваме, подобруваме и финансиски во буџетот одвојуваме повеќе средства за да искочиме во престрет и на невладините организации, и на талентираните ученици, и на повозрастните жители, и на новороденчињата. Значи, субвенционираме велосипеди, тротинети, дополнителна опрема за истите, субвенционираме еднократна помош за нашите новороденчиња на крајот на годината, им помагаме на пензионерите кои што земаат минимални пензии, се субвенционираат кровови, лифтови, фасади, имаме доста повици во делот на давање финансиска помош за талентирани ученици, но и за спортисти, невладени организации. Во тој дел одвојуваме доста финансиски средства, а можеме и повеќе во иднина. Во делот на културата се субвенционираат доста невладени организации за спроведување на културни настани во текот на годината, од буџет 3 милиони денари кој што беше во 21 година, сега стигнав до буџет од 13 милиони денари. Јас сум можеби од малкуте градоначалници кои што сите оние буџетски средства кои што се ставаат во програмите во буџетот за потребите на кабинетот на градоначалникот, немаме потрошено ниту денар од истите во непродуктивни трошења, во делот на кафеани, патувања и слично. Сите тие пари кои што се ставаат при носење на буџетот и програмите се пренаменуваат за социјално загрозени семејства во општината.
функционирањето и начинот на менеджирање на локалната власт е многу поразлично од централната власт. Јас тоа се обидувам да уште од првиот ден од кога сум дојден во општината да политиката целосно ја тргнеме на страна. Заедно со сите советнички групи кои што се од различни политички партии функционираме како едно. Во интерес на граѓаните сите добри предлози без разлика на која политичка, односно советничка група доаѓаат истите, според можностите и финансиските можности на општината бидат прифатени, без разлика, пак ќе повторам, од која советничка група доаѓаат. И мислам дека тоа е формулата на добар начин на функционирање и менеджирање на општината во интерес на граѓаните. Имаме лоши примери каде што ќе го посечам и градот Скопје, но и одредени општини кои што меѓусебното неусогласување на градоначалниците со советниците доведуваат до типот на проблеми како што и во градот Скопје. Се кочат поголеми капитални проекти кои што советниците не ги праќаат, не овозможуваат финансиски средства, а градоначалникот не може да ги реализира истите. Мислам дека формулата за добар начин на функционирање на општините во интерес на граѓаните е да политиката на локално ниво биде тргната на страна, а сите советнички групи заедно со градоначалникот ги реализираат, спроведуваат, предлагаат и заеднички ги реализираат сите добри проекти без разлика на политичките партии и предлози без разлика од каде доаѓаат. Пред носење на самиот буџет и програми имаме буџетски форуми кои што се организираат секоја година, каде што се повикуваат граѓаните за да ги слушнеме нивните предлози, идеи, поплаки, барања и заеднички со советничките групи, но и со сите сектори вработени во општината ги вметнеме според буџетските можности во програмата за следната година и тоа го правиме секоја година од 22 наомо. А од носење програми и буџети за 22 до 25 година. Дополнително се прават голем број на истражувања по урбани заедници за да ослушнеме гласот на граѓаните. Се прават фокус групи дополнителни. Во моментов е почната посета по малата, каде што заедно со вработените и поголем дел ги викаме и сите советници. При средби со граѓаните ги слушаме нивните предлози и барања. За до крајот на годината имаме дополнително време и да се организираат и буџетските форуми. Сето ова што преку овој караван ќе го добиеме како предлог барање од страната на граѓаните, ќе се сумира по секое мало, ќе се увидат сите финансиски можности во делот на вметнување на нивните барања во програмите и самиот буџет, но и сето она што сега го имаме во можност да го реализираме за сите оние барања кои што ги имаат граѓаните, ќе го реализираме во оваа тековна година пред носење на буџетот за 2026 година. Караванот е тргнат пред 3 дена, бевме во Капиштец, бевме во Дебармало, вчера бевме во Пролет, денеска продолжуваме на Градски зид и ќе трае до почетокот на јули. Да, во секој мало има различен тип на проблеми. Например, во Капиштец меѓу најголемите проблеми е паркирањето, гласната музика. Во населбата Пролет најголем проблем се фасадите кои што се дотрајани и за кои што ќе треба да се вложат доста финансиски средства, како општина субвенционираме, но тука треба да се вклучат и жителите. Во Дебармало секако гласната музика во ноќните часови, но и неправилно паркираните возила и недоволен капацитет на паркинг места, за кои што во меѓувреме имаме неколку планови кои што ги спроведуваме. Уште од самиот почеток барав начин како да го решам овој проблем, поготово за Дебармало. Идејата ми беше да се овозможи паркирање при влез од Партизанска кај Градежен факултет и да се искористи тој паркинг каде што би го превземала општината, би го користеле и вработените и студентите од Градежен факултет, но и
сите оние посетители на Дебармало. Дополнително го побаравме паркингот кај Министерството за одбрана, кој што во минатото и самата општина имало направено и проект кој што е и одобрен од сообраќајната полиција од сообраќајците за да може да се реализира истиот, но добивме негативно од страна на мислење од страна на Министерството и дополнително во новиот идеен проект кој што се прави за нова општинска зграда се планира неколку нивоа подземно паркирање за да се задоволат потребите на сите оние посетители, но и пред се на жителите се со цел да ги ослободиме тротоарите од паркираните возила. Се подготвува и ревидира проект за затварање на Дебармало со 6 рампи, кој што би бил одличен проект и можност да увидиме како да постапуваме и со другите мала и населбени со општината. Поголем дел од паркинзите се направени резидентни во интерес на граѓаните, но во секој централно подрачје, вклучувајќи го и нашиот центар и сите европски метрополи, каде што во секој централно подрачје проблемот со големата фреквенција на секојдневна на луѓе, но и возила, ствара дополнителни проблеми со кои што се соочуваме, но и бараме решение за истите. Многу е помало загадувањето во летните месеци, не толку енормно како што е во зимскиот период. Ние сме општина каде што немаме индустријска зона. Имаме посебни програми во делот на животната средина, но тоа не е доволно. Бариери меѓу општините нема и затоа треба да се направи посебна програма и стратегија на ниво на град Скопје, каде што носител би бил градот, а сите останати 10 општини би се вклучиле во тој проект, за да сите заедно се го решаваме истиот. Како што имаме увид и сме запознаени, најголем дел од загадувачите се фабриките, но и домакинствата кои што несоодветно се затоплуваат. Кај нас во центар, меѓу најголемите загадувачи се и возилата кои што проаѓаат, односно фреквенцијата која што секојдневно ја имаме од сите општини, но и од жители од целата држава. Тука се болницата, во општина Центар се сите министерства, голем број на институции кои што се посетуваат од страна на жителите и од градот Скопје и од целата држава, кои што ни прави огромен проблем во делот на загадувањето. Пред се, јас сакам да го наметнам тоа како човек, а после како градоначалник и затоа секојдневно сум на велосипед, буквално секојдневно. И до работа, но и на сите оние посети со станоци кои што ги имаме секојдневно. Да ја подигнеме свеста кај граѓаните за начинот на функционирање, односно со возење на велосипед, прво не ја загадуваме животната средина. Побрзо стигнуваме до местото каде што треба да стигнеме. Не ни треба паркинг место. Мислам и физички добро се одржуваме, една добра навика која што треба да им ја вметнеме и на младите, но и на повозрастните жители. Ја добивме и наградата највела општина. Тоа покажува дека нашиот труд и интерес во делот на велосипедските патеки правиме се од себе и даваме се од себе да при реализација на секоја нова улица овозможуваме дополнителни пристап за пешаците, односно поголеми пешачки патеки, но и велосипедски патеки. Не секаде при реконструкција можеме тоа да го возможиме поради тесните улици во одредени делови на општината, но правиме се од себе да при секоја реконструкција овозможиме и поголем број на велосипедски патеки. Имаме голем број на проекти, но имаме одлична тимска соработка со нашите вработени, одлична соработка со етничките групи, но и голема посветеност во делот на слушање на проблемите и барање решенија за истите со граѓаните во општината. Посветени сме целосно за нивните потреби. Имаме одличен тим на луѓе кои што функционира во општината, но и имаме заедничка реализација на голем број на проекти.
За да имаме проекти, за истите да ги реализираме, потребно ни е сето ова. Да имаме добар тим на луѓе, да имаме советници кои што ќе ги поддржуваат и даваат добри проекти и на крај заедно да ги реализираме истите. Поголемите капитални проекти се смарт осветлување на целата општина, нова градинка за кратко време и нова сала работнички, доградба на училишта, градинки, нови зелени појаси, реконструкција на голем број на улици низ општината, целосно посветени во интерес на граѓаните, почнувајќи од најмалите, но и највозрастни. За жал, се согласувам целосно. Делови и од општина Центар, но и од другите општини на територија на град Скопје представуваат, ајде да не се изразувам лошо, неубава слика и за жителите, нехуман начин на живот за жителите, но и за посетителите. Проблемот со ѓубрето е повеќе годишен проблем со кој се соочуваме на територија и на општина Центар, но и на град Скопје. Цело време и апелираме до градот, до комуналното предпријатие за редовно да си ги завршуваат своите обврски. Поради тоа што граѓаните си ги плаќаат тие обврски кон комунална хигиена преку сметките за водовод. За жал, и покрај тоа што плаќаме, сите не ја добиваме услугата која што треба да ни се пружи од страна на комуналното предпријатие. Се соочуваме со голем проблем, ние сме општина која што има 110 хигиеничари, кои што редовно се на терен, но не може да постигнат доволно поради неработење на одредена институција која што несоодветно навремено си ги завршува своите обврски. Неколку пати ги бараме ингеренциите од страна на градот да комуналното предпријатие се трансформира во комунални предпријатија во секоја општина, каде што би ја превзеле дел од механизацијата, дел од вработените, но и дел од финансиите кои што жителите ги уплаќаат кон градот за таа намена. Како општина инвестираме во тој дел, во делот на механизација, купена е цистерна, дополнителни возила, опрема за нашите хигиеничари, но сето тоа е недоволно доколку комуналното предпријатие не се ја превземе работата и одговорноста која што има, за која што е платена. Решението е трансформација, според мене, а и според останатите скопски градоначалници, поради тоа што често разговараме за решавање на овој проблем. Верувам дека тоа е еден од можностите за да се подобрат условите. Дополнително да комуналното предпријатие, доколку не се трансформира, се купи дополнителна опрема, редовно си ги сервисира возилата кои што ги има и си ги испочитува сите оние работи за кои што е платен. Во моментов ќе треба многу работи да се сменат. Покрај хигиената, покрај загадувањето, мора да се смени транспортот. Мора да се инвестира во повеќе зеленило. Мора да се донесе генералниот урбанистички план кој што требаше да се донесе 2022, а се уште во фаза на носење се укочуваат одредени детални урбанистички планови кои што не можеме да ги донесеме поради генералниот план. Подобрување на сообраќајниците, зголемување на истите, подобрување на велосипедските патеки кои што ги напоменавме, има многу што да се сработи во градот Скопје. Па да, многу малку време проаѓаме со семејството, со децата, за жал. Посветени сме целосно на граѓаните, заедно со тимот на луѓе. Не само јас, туку поголем дел од тимот на луѓе во општината им фали повеќе време со семејствата, поради тоа што се одвојува многу време на теренски работи. Сите заедно сме посветени, односно јас сум благодарен на целиот тим што ме следи во сето она што заеднички го работиме во интерес на граѓаните. И мене и на мојот тим на луѓе ни фали повеќе време да посветиме со семејството.